На програмата на ТЕРА го гледате Актуел. Денеска со мене и со вас професор доктор Игор Неделковски, ректор на Битолскиот универзитет. Повод за ова интервју е уписната политика, односно уписите кои стартуваат понеделник од 26 на Битолскиот универзитет. Ректоре, добре дојдовте во Актуелна ТЕРА телевизија. Добар ден, благодарам за поканата. Летото помина, се одморивте, колективните договори се средени, тоа не е тема на ова интервју. Ребалансот исто помина во собранието, таму нели предвидени пари за сето тоа. Реков дека уписите почнуваат понеделник, тој е првиот уписен рок. Подготвени сте? Да, апсолутно. Фактички, уписите на нашиот универзитет се започнати од почетокот на јули месец, кога владата, ние сме нели државен универзитет, кога владата ни ги одобри уписните квоти, тогаш го отворивме порталот за пријавување некаде на почетокот на јули. Студентите, идните студенти можат на порталот upisi.uklo.edu.mk да се пријавуваат, си ги внесуваат своите свидетелства. Ние сме комплетно дигитализиран во процесот на запишување, а овие датуми кои што се законска обврска се само датуми кога ќе треба да дојдат и да ги остават документите. Така да ги повикувам сите заинтересирани кои досега не се пријавиле, веќе да почнат да се пријавуваат електронски. Вкупниот број на места за бруцоши? Да, вкупниот број е околу 2000, односно еве точно 2400 места, од кои 1309 се во така наречената државна квота или квота со партиципација, во која студентите плаќаат 200 евра годишно. Напола од тоа, 679 се студенти со школарина, која ја утврдува владата на Македонија, изнесува 400 евра, и 416 се за вонредни студенти, исто школарината таму е 400 евра, што кажува дека нас на УКЛО приоритет ни е општествената одговорност, поголемиот број на студенти, заради тоа најголем број на студенти, најголем број на места нудиме без школарина, односно со партиципација, двојно повеќе од тие места со школарина. Значи, максимално што имаме капацитети, ги нудиме за така наречена државна квота, да секој заинтересиран матурант го најди своето место на нашиот универзитет. Но и за да биде во таа државна квота постои услов, освен државната матура како за сите останати, и бројот на поени или од средното образование. Да, тоа се законски обврски, значи мора да има државна матура, тука така на сите универзитети, а ранглистата се прави согласно критериуми од постигнатиот успех во средното образование и на државната матура. Дали некој од факултетите има посебна селекција доколку се јави голем интерес или пак голем број на студенти ги имат истите бодови и поени? Може да се пропиши. Во последните години не сме имале таков случај. За жал, наталитетот се намалува во државата, тоа рефлектира не само наталитетот и иселувањата, тоа рефлектира константно намалување на бројот на матуранти, така да досега не сме имале случај да мора, значи се пополнувала државната и делумно таа наречена квота со школарина, не сме имале таков случај. Да, но сега речиси голем дел од завршените средношколци се запишуваат. Ретко кој останува нели со средно образование, да, што не беше случај во едноминато време кога студиравте можеби вие и бевте можеби професор тогаш. Тогаш не голем дел од средношколците запишува високо образование. Се сметаше дека тоа е нешто посебна категорија. Да, меѓутоа генерално е смената ситуација во цела Европа, можеби и пошироко, со потребата од високо образование. Науката
техниката одат толку напред, а со тоа и општествените односи меѓу луѓето, што со средно образование не можете да изведувате ни основни работни задачи. Во тој период, кога нивото на развој на човештвото од техничко-технолошки аспект беше понизок, со средно образование можевте да извршувате повеќе работни задачи. Сега веќе се менува. Дури и онај тренд од пред неколку пред деценија или пред 5-6 години, кога станаја популарни тие кратки курсеви, како веќе изумира, бидејќи толку посебно на доаѓањето на вештачка интелигенција, биг дейта технологиите, веќе бараат универзално знаење. За да можете вие да работите, ви треба основно високо образование, за потоа да се специализирате. Ќе направиме една паралела, виртуелната купола на ФИК нели беше промовирана во Битола како нешто уникатно во овој регион, наспроти тоа што на пример има фирми кои бараат бравари, заварувачи немаат. Добро, значи тоа веќе ја дефинира животните цели на секој поединец. Значи западните култури, за среќа или за жал, се ориентираат кон високо технолошки, високо профилирани професии. Или некои го тоа го велат како лесен живот, желба, easy life. Дали е така, не знам. На истиот начин функционира една Германија, една Шведска. Таму доаѓаат работници од странство за тие нископрофилни занимања, бидејќи општествениот развој е толку висок што никој од домицилното локално население, од државјаните, не сака да се занимава со таа мануелна работа. И тоа се рефлектира и кај нас. И нема земја, може би освен Северна Кореја, која е имуна на глобалните токови. Да. Колку поразвиена земја, толку помал број од населението се одлучува за тие професии, сите сакаат да одат на високо образование и тука доаѓаат работници од помалку развијаните земји. Да, прашањето им беше и за виртуелната купола, предизвика доста интереси кај јавноста, нешто уникатно. Она, апропо она што го зборувате за тенденцијата во Европа или за тие научни действувања. Да, куполата е алатка, значи таа не е цел. Таа е алатка како подобро да се разберат наставните содржини кои се предаваат. Луѓето, ние функционираме во тродимензионален свет. Но вашите гледачи сега не гледаат преку дведимензионален уред. Нивните телевизори не се тродимензионални и куполата овозможува да се анализираат одредени едукативни материјали во 3 димензии, како вие да се наоѓате на дејството во кое се изведува настанот, како да сте дел од тоа што го продава професорот, па вие, таа се вика immersive reality, класичната виртуелна реалност, нели вие носите наочари или друг некој помошен уред, она хелмет, кацига, да речеме на нашите, и ја имате 3D осетот, овде вие влегувате во 3D куполата и тоа е алатка, значи не е цел за себе. Тоа овозможува да одреден феномен го разбирате подобро. Како да може вашите гледачи да сега прошетаат околу нас, да видат како личиме и од позади и така, но технологијата моментално не го дозволува. Тоа е за некои други места, телевизиските студија повеќето знаат какви се, дури црвената перница на која што седам нема потреба да се гледа, но во тој случај нели би се гледала. Колку сте задоволен за иновациите што ги правите на универзитетот, бидејќи кога дојдовте на ректорската функција дека
дека сигурно не е само тоа некој административно нешто, туку треба да направите нешто повеќе од вашите претходници, да го издигнете универзитетот на едно многу повисоко ниво, дотолку повеќе што станавте и прва Колорс членка. Иновациите се основа на функционирањето на секој универзитет. Има две компоненти битни за високото образование: традиција и иновации. Не случајно универзитетите се фалат секаде во светот колку години постојат. Тоа значи континуиран раст. Но континуиран раст може да биде само со иновации. Така да универзитетите кои преживеале, некои имаме и повеќе од 800 години, тоа е Болонјскиот универзитет, и други, за да обстојат во толкав животен век, тие континуирано растеле, а за да растете во една така традиционална средина, ви е потребна иновација. И јас само го наследувам она што било претходните 45, односно 100 години на нашиот универзитет, бидејќи традицијата почнува со Институтот за тутун 1924, а новата перспектива е Колорс Алијансата. Тоа не се бои. Што за студентите значи ова? Јас ќе започнам како се рекламира водечкиот партнер во Колорс Алијансата, универзитетот во Падерборн. На нивниот веб-сайт стои реклама. Од оваа година студентите на универзитетот во Падерборн не се, тие имаат околу 20.000 студенти, не се дел од 20.000 студенти на Падерборн, туку се дел од 125.000 студенти на Колорс Алијансата. И германците му препорачуваат на своите жители: студирајте дома, студирајте во Падерборн, но ќе имате можност дел од предметите да ги полагате на другите универзитети, Вклучително и на Битолскиот. и на Битолскиот, И обратно. и обратно. Да патувате, да се едуцирате, а можеби и да добиете и двојни дипломи. Ако тоа му го предлога еден германски универзитет на неговата заедница, нема ништо повредно за нашите идни студенти да останат во Битола, со нивната традиција, со нивните другари, со традицијата на пиење кафе во широк сокак, а да не бидат оштетени дека ќе добијат само локални знаења. Напротив, да можат дел од предметите да ги бираат на еден од 8 универзитети членки на Алијансата, да ги слушаат, полагаат, а можеби, велам можеби, го нагласувам зборот можеби, бидејќи потребни се и административни усогласувања, и ако исполнат одредени услови, да добијат и 2 дипломи, една од универзитетот на која што се запишале и друга на која го биле гости. Тоа значи дека од оваа академска година, Да. овие што сега ќе се запишат. Дел од нив, не сите. Значи, не сите студиски програми. Ние треба да идентификуваме кои студиски програми ќе можат да водат кој двојна диплома, а повеќето, веќе 2 групи заминаја минатиот семестар, да слушаат предмети, па да полагаат на една од 9 членки на Алијансата. Ова се јавува за прв пат во Македонија, започна 1 јануари оваа година, на почеток сме, ќе има проблеми, меѓутоа Европската Унија веќе има финансирано 50 алијанси, годинава одобри уште, мислам, 14, до ив година ќе го заокружи бројот на 80 европски универзитетски алијанси и потоа ќе ги стимулира
тие во наредните години да функционираат здружено. И за Европа се виде дека сегментацијата на високото образование не може да води до некој квалитет. На крајот на интервјуто зборува и за рангирањето кој беше објавено за рейтингот на вашиот универзитет. Еве тоа колку е мотив и за идните бруцуши да се определат за овој универзитет и која е пораката до нив? Ба, не треба да биде никаков мотив, иако имаме ние раст во рангирањето. Прв пат влеговме на Times Higher Education листата. На EduRank веќе сме второ рангирани, меѓутоа тука во Македонија, мислам второ рангирани, не, да не се свате погрешно, меѓутоа рангирањето ја демоде во Западна Европа. Таа шангајска листа, каде што ние нема шанса во догледна иднина да може би УКИМ да има. Толку многу ги возбудува, нели, универзитет? Ама таа шангајска листа се занимава со висока наука. Едно од прашањата има колку Нобеловци имате вие. Значи, таа уопште не ја тангира едукативната компонента. Тоа е еден мит направен и битен за водечките универзитети. Да, ако сте Оксфорд, Кембридж, Харвард, MIT, ви е многу битен. Ама за овие регионални универзитети воопшто не е битно и воопшто да не се повлекуваат со тие ранглисти. Тие се најбитни, за бидејќи рековте на крај, да кажам, да, многу битно е за Реал или за Манчестер да бидат прваци на Лигата на Европа. За Пелистер, Работнички и Кожув не е битно. Ама Пелистер и Кожув и Работнички се побитни од Реал и од Манчестер Юнайтед за развојот на спортот во Македонија. Еве со спортски жаргон, професорот и ректор ви објасна зошто треба да го одберете Битолскиот универзитет. Благодарам за одвоеното време и се гледаме од понеделник повторно. Ви благодарам јас. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со ректорот на Битолскиот универзитет, професор доктор Игор Неделковски во пресред на првиот уписен рок почнува в понеделник на 26.